Почитувани граѓани, со новите 194 лица во Генералниот секретаријат на владата, бројката на вработени во оваа неколку илјадно владино тело само во последните 2 години порасна за нови 551 вработен. Бидејќи во огласите беа побарани лица без работно искуство, кои треба да го исполнат условот да имат способност да работат под притисок, а од владата досега немаме поконкретни информации какви се тоа работните задачи и обврски за кои што нема потреба од работно искуство, а треба издржливост на притисоци, може само да се претпоставува за какви вработувања станува збор. Тоа што е факт е дека од последната 2015 година само за лицата од новиот оглас ние граѓаните ќе платиме 1.047.350 евра. За последните над 500 вработени во секретаријатот на годишно ниво од буџетот ќе се излеат неверојатни 3.034.395 евра. Овде не се пресметани договорите на секретаријатот за набавка на услуги за привремено вработување на лица во износ од над 1.000.000 евра. Преку секретаријатот секоја година се примаат и околу 500 нови лица по рамковен договор. Таа бројка, според достапните податоци и огласи, од 2008 надаму е 3.334 лица. И за нив никој не знае дали работат, каде и што работат, или пак седат дома. Но она што се знае е дека земаат плата и дека за нив ние граѓаните годишно плаќаме по 9 милиони евра. Или сумарно, за само овие споменати вработувања, владата годишно влече повеќе од 13 милиони евра народни пари. Овде не се пресметани ангажманите во канцеларијата на Никола Груевски. Само во последните 12 месеци, од достапните огласи, во неа се отворени нови 67 позиции, од кои што најголем дел за советници на премиерот. Само овие нови луѓе околу премиерот ги чинат државата и граѓаните дополнителни 570.000 евра годишно. Овде не се пресметани ни ангажираните на огласите за нерезидентни промотори, правници, кадри за поддршка на домашната економија, човечките ресурси, за кои што нема информација колкав е нивниот број и колкави се надоместоците за нив на грбот на граѓаните. Малите фирми едва работат со по 1-2 вработени. Средните фирми работат со десетици вработени. Но затоа Генералниот секретаријат на владата на Република Македонија работи како фабрика. Со неколку илјади вработени и со таа разлика што секретаријатот ништо не произведува, ниту има потреба да заработи плати, туку влече пари на граѓаните, пари од државниот буџет. Додека граѓаните живеат во сиромаштија, додека фирмите се борат за гола екзистенција, а стопанството тоне, ова еве како функционира делче од тешката машинерија на Никола Груевски и на неговата власт. Благодарам.